civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Ја ништо немам ја никакви специјални подготовки за шарената револуција кога почна, ниту нешто специјално памтам дека нешто специјално се случило. Јас морам да кажам дека и години пред да се случи шарената револуција, јас го работев тоа што го работев и кога се случи шарената револуција. Ништо специјално, се отепав од пишување колумни, гледам во тие години да бидам прилично активен и на другите. Јас никош не сум бил особено активен на социјални мрежи, меѓутоа класичниот медиуми одев многу повеќе и на дебатни емисии и така, бидејќи мислев дека е важно да се разговара. Тоа беа навистина критични години за тоа на каде ќе тргне Македонија. Ја мислам дека јасно е зошто е тоа така, нема потреба да ги повторуваме контекстите, Изоки Иванов говореше пред мене. Беше тоа еден прилично брутален режим кој што беше изворено организиран, тие денеска се инаку добро организирани. Ја гледаме само викендот, ако го погледате, тоа е такво производство на лаги и полувистини, и тук там некоја вистина, бидејќи тоа е системот на пропагандата, мора да има и трунка вистина, за да може потоа лагите и невистините и полувистините особено да поминуваат. Така што тој систем е се уште добро подмачкан, тој добро работи, совладани се сите лекции, капацитетот му е голем. Тој капацитет денеска може би има тешкоти да го одржаваат во смисла на финансирањето, како што некогаш го правеа. Меѓутоа тој не е за подценување. Не им се сменети ниту методите, ниту целите, тоа е потполно исто, се работи за дискредитација, само што тогаш во тоа време пред шарената револуција и за време на шарената револуција има многу по-широк диапазон на дискредитација, да кажам, се занимава и со не толку важни луѓе и помалку важни од мене, и јас со својата неважност се занимавам, се разбира, со своите директни политички противници. Беа во таа смисла доследни, добро разработени, има логика во сето тоа што го правеа, има добро платена машинерија. Тешко беше да се бори човек против нив, бидејќи не затоа што сите ние и ова што гледаме луѓе што се појавуваат и шарени револуции и така натаму, не ги вмешаа семејствата, не вмешаа деца, сопруги и така натаму, тоа е она што нели браќа, сестри кои што имали како, бидејќи принципот на дискредитацијата е баш тој, не е само битно тебе да те дискредитираат, туку те заплашуваат на различни начини и понекогаш и многу драстични заплашувања. Добро, сега сме поминали се и се што, па и тоа го поминавме. Така што кога се случи шарената револуција, важно е да се кажете, тоа е навистина еден од ретките на Балканот, би рекол во последните неколку децении, однака една оригинерна невладина организација во целите тие настани. Потоа се случија да во нормално, тоа е нормално кога нешто ќе тргне и кој ќе да ги добие тие димензии какви што ги доби шарената револуција, потоа се вмеша и политички фактори, се вмеша и можеби дури и некакви странски фактори, така натаму со поддршка на сето тоа. Меѓутоа во суштина се работеше за едно оригинално незадоволство на илјадници луѓе, на кои не им требаше никаква посебна организација. Сите тие, тоа беше и убавината и свежината на сето тоа. Затоа и остави толку силен впечаток, бидејќи не го финансираше никој, луѓето сами доаѓаа со денови, секој ден. Јас бев таму веројатно на повеќе од деновите, веројатно на 80% од тие демонстрации, шетање, можеби повеќе сум пропуштил, можда неколку и така бев таму на улица. Морам да кажам сега, вака нескромно, јас навистина се отепав пишувајќи текстови, многу луѓе ми приоѓаа, многу беа читани тие колумни, почитани од денеска, затоа што таква беше и целата атмосфера, луѓето очекуваа, сакаа да слушнат. Не бев само ја, беа и уште многу други колеги кои што дадоа во таа смисла придонес, но бевме заради тоа навистина онака безмилосно на сите клучни национални телевизии кои што беа апсолутно распостелени на употреба на Груевски и неговиот пропаганден апарат, па до овој тип на цели фабрики кои што се занимаваа со дискредитација на луѓе. Иванов спомна некој од тие, ја би имал 100 такви примери да кажам, да раскажам и сето тоа. Меѓутоа, гледате, тој систем му беше од звонето. Звонето му беше бидејќи тој веќе не можеше да опстане на начинот на кој што работеше. Тој пукна меѓународно, пукна домашно,
беше фатен во големи злоупотреби, тоа не е ова што се обидуваат, не знам, комбето на овој на оној што е превезувало се тоа во ред, меѓутоа они беа фатени навистина во огромни злоупотреби. Ние денеска гледаме дел од тие консеквенции, не се воопшто ни сите, а не се ни приближно тие кои што димензии кои што реално ги има. Ама тоа е така, кога ќе поминат настаните, потоа луѓето и губат меморија, луѓето, како да кажем, понекогаш дури и им се чини дека нешто било подобро отколку што тогаш го доживувале и мислам дека тоа е една релативно нормална ситуација, но шарената револуција го постигна тоа што го сакаше, барем на ниво на што луѓето го кажува, една огромна енергија која се излеа по улиците, бидејќи таа беше, повторувам, навистина изворна, таа беше неорганизирана, затоа и не можеше да се сузбие, бидејќи вие кога би имало организатори, финансиери и така натаму, едни, два извори, тогаш ги нападнете како власти извори и тоа секно. Но кога е толку децентрализирана иницијативата како што беше оваа, а толку масовна, режимот практично се надева само на работа, а тоа ако дојде до насилство да победи со насилство. Меѓутоа Македонија е доволно мала земја за да овдека режимите не можат да стануваат насилни на начин како што тоа во други земји, ајде сега да не спомнувам како тоа изгледа во Мјанмар, меѓутоа не можат да си дозволат да бидат насилни во поголеми размери, да има жртви, да трае тоа со недели и така натаму. Тоа Македонија не е таква земја која што ниту власта има таа моќ, ниту пак би се дозволило, затоа што ние сме сепак под некакви меѓународни околности кои што не дозволуваат овдешните властодржци комплетно да се заборават. И тоа така на крајот и заврши на еден неуспешен обид за државен удар, бидејќи беше тоа многу непријатно, беше многу опасно, се разбира, меѓутоа на крај особено на пропаст уште што вика death on arrival, значи тој тип на, како кажем, со насилие во овакви земји како што е Македонија, тоа не врви. Македонија е сепак премногу децентрализирана земја, ако ништо друго мултиетничка е, па не може да има еден центар на моќ кој што баш се ги контролира. И тоа многу помогна да загушувањето на шарената револуција не се случи. А мислам дека на крајот од криштата, осим самата елита во врвот, во се тие 10 на 15 луѓе кои навистина беа во самиот врв на управата на режимот. Другите нивоа на тој режим има еден втор ешалон, кој што е партиски, кој што е, се разбира, они се, да кажем, доверливи луѓе, они се лојални, меѓутоа нема таква ширина и ниедна власт не може да има тој таков широк фронт за да може тој тип на, не знам, големо потиснување на народно незадоволство да сопре. Конечно да ве подсетам, и Милошевиќ така падна, кога полицијата во Белград процени дека бројот на демонстрантите е далеку поголем отколку што би можело ефикасно полицијата да им се спротистави, тие просто се договорија да се повлечат, се договорија со демонстрантите, не со Милошевиќ. Така што таа енергија, таа нема да коментирам што се случуваше потоа годините потоа, до ден денешен, има многу разочарани, има луѓе кои што не знам што очекувале, имаше таму луѓе кои што мислеа дека со шетањето на шарена револуција потоа ќе си ги решат животните проблеми, а не овој тип на демократски проблеми, мислеа дека тоа средство за доаѓање до работа, до функции и така натаму. Некои можда и успеале во тоа, не знам како да кажем, но најголемиот дел од луѓето таму не беа излезени со некаква потреба да се наплатат затоа што шетаа по улиците. Туку беа излезени со едно оригинално незадоволство граѓанско и едно неприфаќање на тој тип на режим како што особено во последните 4-5 години од таа деценија стана режимот на Груевски. Така што жабе немам јас некакви специјални, мислам имам ја 1000 анегдоти, сите ние поминавме низ тоа и би можело да се раскажува до бескрај. Меѓутоа во суштина мислам дека тоа еве и после волку години, после 5 години, што е малку, меѓутоа кога ќе поминат 50 на години, мислам дека тоа ќе остане една пристојна епизода во демократскиот развој на Македонија. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.